Сообраќајните несреќи се меѓу најголемите светски опасности за животот и здравието на луѓето. Според Светската здравствена организација, близу 1.200.000 луѓе годишно го губат животот на светските сообраќајници, а повеќе од 50 милиони се повредени. Ставот на Светската здравствена организација е дека наједноставните мерки за превенција можат значително да го намалат бројот на смртни случаи. Што се однесува до статистиката на Европската Унија, процентот на сообраќајки со смртни последици беше намален за 48% во периодот од 1991 до 2008 година. Во последните 3 години, околу 39.000 луѓе годишно загинале во сообраќајни несреќи на некоја од сообраќајниците во земите на Европската Унија. Бројот на жртви има тенденција на намалување, но и натаму овие бројки се за 20 пати поголеми од бројот на жртви од железнички или авионски несреќи заедно. Имам чувство дека секој ден слушам за сообраќајки со жртви. Овие вести се толку чести што мислам дека почнавме тотално да ги игнорираме, никако не ни допираат до свеста, освен ако некој наш близок не е инволвиран во, не дај Боже, ваква ситуација. Да, точно, но само тогаш сообраќајните несреќи не остануваат статистика, туку преминуваат во имејли, презиме, нечи живот, член на некое семејство и слично. Не знам само како им успева на европските земји да ја намалат стапката на сообраќајни несреќи. Оние кои што се со најмала стапка на сообраќајни несреќи се Холандија, се Шведска и Велика Британија. Но постојат европски градови во кои што постои ниска стапка на фатални сообраќајни несреќи. Таа е толку ниска кога ќе го земеме во предвид сообраќајниот интензитет. Например, тоа може да се градови од типот на Виена, Стокхолм, Берлин. Сега, сообраќајните несреќи се најчести во руралните делови од големите градови. Да, имено според статистиката на Евростат, кога веќе зборуваме на оваа тема, релативно понискиот број сообраќајни фатални несреќи во поголемите европски градови може да се објасни и со добро организираниот јавен транспорт и со останатите превозни средства кои што граѓаните ги користат, како што се например велосипедите. Имено свеста за здрав живот и користа од пешачењето допринесуваат исто многу во оваа статистика. Сообраќајните несреќи најчесто се случуваат во градскиот сообраќај. Да, но ризикот сепак останува поголем кога станува збор за велосипедистите и пешаците. Имено овие две групи учесници во сообраќајот се и најзагрозени, бидејќи представуваат повеќе од половината жртви во сообраќајни несреќи. Експертите се согласуваат со овој податок и тврдат дека се додека владите ги ставаат безбедносните мерки кои што се дизајнирани за возачите на прво место за заштита на возачите, а впрочем тие ги представуваат 40% од жртвите. Знаеш како секогаш сум се прашувала дали државата презема ригорозни мерки за предизвикувачите на несреќи во сообраќајот. Сепак државата треба да ги почитува, односно да биде доследна на барањата и на законите и истите да ги почитува и да ги спроведува. Да, но не заборавај дека државата треба да биде и безмилосна. Ајде, например, да направиме статистика, односно да направиме и споредба меѓу членките на Европската Унија и кандидатките и оние кои што се потенцијални и да видиме каде се слабите страни и каде впрочем ние грешиме. Ајде сега ти вози низ Македонија и имај на ум дека и таму треба да позастанеш на зелена. Баш. Ова можеби е најпознатото мало во Скопје, старото Дебармало, кое сега се наоѓа под тешка окупација на скопскиот сообраќај. Задушени улици, ризични пешаци чии патеки се блокирани и истите се принудени да се движат со истата лента како и со возилата. Движењето по улиците низ Скопје ве прави да се чувствувате како да сте некоја марионетка во многу комплицирана компјутерска програма. На територијата на Македонија најмногу несреќи, 95%, предизвикале возачите, а причините за тоа биле непочитување на правилата за првенство на минување, непрописни свртувања, непридржување кон правецот на движење, непрописно пристигнување и управување со возилото под дејство на алкохол.
Македонскиот возачки менталитет е посебна приказна. На него не дејствуваат ниту пропишаните санкции, а ниту пак човечката свесност. И покрај воведувањето забрана за зборување на мобилен телефон додека возите, но и прилагодувањето на брзината според пропишаната, исто така и почитувањето на сообраќајните правила и прописи, но и обврзното застанување пред пешачкиот премин кога на него има пешаци, македонските возачи кон сето ова се однесуваат како овие правила и прописи да се насочени кон некој друг. Повеќето големи автопати се во добра состојба, но многу урбани и рурални патишта се слабо одржувани и осветлени. Запрежни коли, добиток, мртви животни, камења и слично, понекогаш ќе ги видите на автопатот. Споредните планински патишта можат да бидат тесни, слабо обележани, без заштитна ограда и опасни во лошо време. Јавниот транспорт во Македонија е стар, во градот нема подземни железници, ниту трамваи кои би го олесниле движењето на граѓаните. Министерството за внатрешни работи минатата година има изречено повеќе од 310.000 казни, што е далеку повеќе од претходните години, но и далеку од потребната динамика за контролирање на учесниците во сообраќајот, со едноставна цел заштита на животот на луѓето. Република Македонија спаѓа во земјите кои што се средно загрозени од вакви несреќи, односно сообраќајни инциденти. Од прилика, значи, кога ќе се направи споредба во однос на земјите од регионот, Република Македонија дури котира и далеку подобро, со оглед на фактот што, да кажеме, земјите од регионот како Хрватска, Србија имаат далеку поголем број на жртви во сообраќајот. Патиштата во Република Македонија не дозволуваат и не се проектирани за развивање на преголеми брзини, така што можеби и тој фактор влијае на не така големиот број на сообраќајни несреќи, особено оние, како што кажав, од потежок карактер, каде што имаме повредени или починати лица. Не мора да сте странец за да ги констатирате состојбите со сообраќајот, особено во главниот град. Факт е дека можеме да се тешиме дека сообраќајните метежи не се некој ексклузивитет на Скопје како главен град, бидејќи истите можеме да ги сретнеме во сите други главни градови, не само во регионот, туку и пошироко. Факт е дека тие километарски колони исто така не се ексклузивитет само на Скопје, но факт е и дека не смееме, тоа не смее да ни биде утеха. Напротив, сите заедно мора многу повеќе да придонесеме за подобрување на состојбите во сообраќајот, особено во главниот град. Министерството за внатрешни работи во текот на минатата година изрече преку 310.000 превентивно репресивни мерки. Тоа значи дека на територијата на Република Македонија, да кажеме, на дневно ниво биле пишувани казни, опомени на околу 1000 возачи. О, хаос. Особено ми се чини кога полицијата го регулира, значи се сообраќајот. Па многу коли, а патишта малку и не чинат. Релативно ги почитува. Дали некој сте били казнати за сообраќајот? За брзо возење. Ама тоа надвор од населени места, претежно. Мислите ли дека сообраќајната полиција треба да биде поригорозна, построга? Мислам дека е доволно строга и доволно се големи казниве, па мислам дека не треба повеќе да биде. Тоа е. Дали кога сте надвор од Македонија повеќе почитувате сообраќајните прописи тука? Да. За жал да. Па не знам, ние се вклопуваме во една целина тука, како што возат другите, така и ние возиме, па тоа е тоа. Нече на друго место сигурно повеќе пазиме, не само ја, туку и другите. Бројот на сообраќајни незгоди во Албанија е за 3,5% повисок од просекот во Европската унија. Бројот на жртви е 2 пати повисок од европскиот. Младите возачи, неприлагодената брзина, алкохолот се главните чинители за близу 1500 сообраќајни несреќи годишно. Најголемите патишта во Албанија се во исклучително тешка ситуација. Проблемот со електричната енергија резултира со спорадично исклучување на струјата во целата земја, преку ден па и навечер.
Ова и директно влијае на работата на сообраќајните знаци и уличните светилки, со тоа што и патувањето навечер е отежнато. Голем број од граѓаните не патуваат навечер надвор од своите градски средини, бидејќи условите на патиштата се навистина лоши. Голем е бројот и на оние граѓани кои се одлучиле да користат јавен превоз. Тие преферираат приватни комбиња во замена за автобуските линии, без претходно утврдени термини и без претходно утврдени цени. Албанија нема комерцијални домашни летови, но затоа има неколку железнички линии. Numri është relativisht I mall, por duhet theksuar që ka ardhur në rënje. Në vitin 2009 numri I aksidenteve me pasoja fatale ka qenë 378, ndërkohë që në vitin 2010 ka qenë 352. Viti 2010 kishte një specifik sepse 2-3 aksidente ishin me specifika të veçanta që solli një numër të madh të viktimash. Ishin në 2 raste që pati 2 autobuse të cilët urrëzuan që sollën pra vetëm 2 aksidente dhe numri I viktimave ishte I madh. Sipas raporteve që kemi nga policia e shtetit, numri arsyet e aksidenteve përjashtuar nivelin e rrugëve dhe të sinjalistikës, vetëm për sa I përket shkeljeve nga ana e drejtuesve të automjeteve, është si më poshtë, shpejtësia mbi normat e lejuara përbën rreth 23% të këtyre aksidenteve. Drejtimi I automjeteve nën efektin e alkoolit përbën vetëm 2% të aksidenteve. Ndryshimet e papritura në drejtim apo mos mbajtje krau përbën 26% të aksidenteve. Shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor nga këmbësorët përbën rreth 11% të këtyre aksidenteve dhe parakalimit e gabuar përbën rreth 6% të këtyre aksidenteve. Po shpejt I kaloj vjetë e bardhë, nuk një me ikë punë, ka kupton? Faja e joni. Por ecni ndonjëherë kështu pa parë ato semaforët ose pa I vënë re? Shpesh kemi kaluar. Kaloni ndonjëherë rrugën pa kaluar në vizat e bardha për thjesht? Në raste edhe e kalojmë, kur jemi me nxitje. Po ja të kapim edhe shumë nga funi, sa po kalova tani kryqëzim, ishte për këmbësor, makina nuk pushonin s'kaluar. Kjo është domethënë, kjo thotë që nuk ka qarkullim trafiku të, si ta them, të edukuar, të rregullt nga qytetarët. Juve vetë cili mendoni që është problemi më I madh I trafikut në Tiranë dhe në Shqipëri? Është thjesht mos respektimi I rregullave. Asnjë gjë tjetër. Besoj dhe një që parkova makinën gabimisht me sens të kundër, u gjobita me jetë e pranova që ishte gabim. Të mos të në faj, se nuk e dhja, se gabimi dushte faj. Por po të them të gjitha edhe në trafik janë nga neve si shqiptar, nga ne si popull. Këto gabime që bëjnë si këndësor, udhosht që këta karamajt e kështu, bëjnë gabime kur marrin dhe makina. E kaloni ndonjëherë? Jo, nuk e kaloj asnjëherë, jo, nuk e kaloj, jo me zemër se kam parke, shikoj që I del shenja, për sa kaloj. Jemi brenda rregullave. Pse e kaloni? Ke sheni vonë apo nuk e? Po çik vonë, çik vap, që ose ko ashi. Условите на патиштата на Косово можат да ја добијат карактеристиката опасни, бидејќи се тесни, а истовремено полни со многу различни возила, од оклопни возила на кфор до запражни коли. Многу возила се стари и ги немаат стандардните предни или задни светла. Планинските патишта се исто така тесни и недоволно обележани, најчесто без заштитни огради, банкини. За возење низ Косово ви се потребни одлични возачки вештини. Многу возачи се рутински ги игнорираат ограничувањата на брзината. Може да се случи да не застанат на црвено светло или на знакот стоп. И пешаците треба да бидат особено внимателни, дури и кога поминуваат на обележан пешачки премин, бидејќи возачите не секогаш го забавуваат возилото, а ретко застануваат. Well, the perception with road safety in Kosovo very much has to do with the chaos on the road. I mean, when you were coming here in Kosovo and you were driving on the road yourself, you probably noticed that you have very weird infrastructure situations in the road.
So you have illegal shortcuts, you have dangerous turning points. And a second problem with road safety, and that's also what people see, is that you have a problem with mentality on road safety in Kosovo. So you see a lot of people not abiding some fundamental road situations and how to behave in it. And that, of course, has to do with Kosovo having a problematic history of the rule of law. In the 90s, the Kosovo Albanian majority basically saw the rule of law as repressive, by a repressive government. And after the war, there was a kind of vacuum in the rule of law that was first filled in by the UN, now by Kosovo's own institutions. And this is one of the reasons that we're here as a ULEX mission, to help to close the gap in rule of law in Kosovo. And closing the gap in rule of law in Kosovo in traffic means that we have to learn the people to stick to fundamental rules when it comes to behaving in traffic. Rregullat respektohen, unë për vetë i respektoj, por ka shumë trafik, është pak a shumë lamsh, si i thonë na, por nuk është kaq. Trafiku, goxha e rregulluar. Ka akoma gjëra për të bërë, po ka disiplinë trafiku. Po, aty edhe më tepër, sepse edhe gjobat pastaj janë më të mëdha. Ja, ke pas ndaj gjop prej policisë? Po, kom pas njëherë për shkak kripit sigurisë në qytet, po mendu se muj me kalu pa, me anash kalu, po. E kom marrë gjobën, e kom meritur. Është kaos, valla. Kaos shumë i madh. Okej, ai respekton edhe rregullat trafike në vende tjera? Absolutisht po. Mas pari në vendin tim duhet mandej tjera. Словенија има добро развиена патна мрежа, безбедна за патување. Соседните градови и држави се поврзани со автопати, кои се добро обележани, а сообраќајната сигнализација е во согласност со оние кои се користени низ цела Европа. Бројот на автомобили во Словенија е се поголем, а патиштата во текот на викендите и во сообраќајниот метеж се пребукирани. Тешко е да се најде место за паркинг кој во центарот на Љубљана е и особено скапо. Многу од сериозните инциденти во Словенија се јавуваат како резултат на брзо возење. Толеранцијата на алкохол во крвта е 0,05 промили. Словенечката сообраќајна полиција е тврдокорна, нема прогледување низ прсти за никого, контролите се чести, а казните пак многу високи. Можеби токму оваа безкомпромисност е еден од клучните фактори за релативно безбеден сообраќај. Slovenija je zelo varna država, kar se tiče cestnega prometa. Predvsem v zadnjem obdobju, v zadnjih 3 letih se je stanje prometne varnosti zelo izboljšalo. Na temu so pripomogle tudi številne avtoceste, ki so bile dograjene v 2 leti nazaj, in pa morda tudi sistem vinjet, plačljiva cestnina, ki je sedaj pripeljala, ki je relativno poceni in je pripeljala veliko voznikov na avtoceste, ki so varne. Za domače voznike, domači vozniki dobijo, če storijo kršitev, plačilni nalog, katerega lahko plačajo na pošti ali na banki. Medtem ko tujci morajo plačati kazen takoj na kraju dogodka, na kraju kršitve. Če tega ne plačajo, se to zavaruje s tem, da se jim vzame dokumente. Če tega slučajno ni, potem je možno vzeti tudi predmete, v skrajnem primeru tudi vozilo. Seveda toliko časa, dokler pač tujec ne plača te kazni. Da, više puta, zbog brzine, ali nisu to bili nekakvi teški slučajevi, obično kad te zaustavi policija, pa ne znam, možda si prevazišao brzinu za 10 km ili nešto tako. Pa, več ali manj sledim temu, tako da tudi v sredstvih javnega obveščanja je dosti tega napisano, tako da mi je poznano, kaj je novejše, kaj je malo starejše in tako. Moram reči, da imam srečo, mogoče kar se tiče parkirišč, sem malo slab, ampak kar se tiče ostalih predpisov je pa v redu. Se držim tega, sicer ne zmeraj, ampak recimo, da sem previden. Ja sam
Jeste za šta? Napačno parkiranje, pa enkrat za prehitro vožnju. Знаеш, Нора, очигледно дека безбедноста на патиштата не е индивидуален проблем на секоја држава, туку е сечија слаба точка. И на членките на Европската Унија, и на оние кои што се обидуваат да станат тоа. Оваа тема не е ни малку наивна, ама е многу тажно што луѓето така ја перцепираат како наивна. Да, но не секаде. Во одредени држави, например, има доста ангажирани граѓани. Имено, интересно е да се слушат некои од барањата кои што ги дале загрижените граѓани за да се намали бројот на жртвите во сообраќајните несреќи. Еве, например, неколку ќе ти набројам. Воведувањето поригорозни санкции во сообраќајот, потоа построги критериуми при полагањето возачки испит, поставувањето кафетерии на секои 50 до 100 километри за да можат возачите да застанат да се освежат на националните патишта, детална проверка на исправноста на возилото, а не само туку така, проформајте. Овој мит дефинитивно си е мит. И дури ни членството во Европската Унија нема да го спаси. Се додека не разбереме дека кога стотици луѓе гинат во терористички акции, а истовремено владите даваат билионски суми за спречување на тероризмот и заштита на граѓаните. Имено, само една паралела ќе ти дадам. Годишно, нас не удираат 4 цунамија, а во едно цунами загинаа отприлика 300.000 лица. Па сега ти пресметај си колку тоа изгледа во бројки на жртви сообраќајни несреќи. Овој мит тотално го уништивме. Се гледаме следната недела во нов предизвик. Документите ќе ве молам. Добро, еве ќе ви ги дадам. Ама кажете ми, зошто ме застанавте? Како зошто? Ти буден си или занесен? Помина без застанување на ознака стоп. Добро да подзастанав малку, сеа не скроз, ама во што е разликата? Сега сакаш да успорам или да сопрам?